Општина Газибаба започна со решавање на проблемот со одржувањето на хигиената во општината. Градоначалникот Борис Георгиевски најави дека општина Газибаба во иднина ќе биде чиста и зелена општина. За таа цел градоначалникот најави подобра организираност на јавното комунално предпријатие Газибаба, а обезбедена е нова опрема. Зголемен е бројот на сезонски работници од 38 на 70. Обезбеден е магазински простор, а се подготвува и нов објект на јавното комунално предпријатие со површина од 300 метри квадратни. Градоначалникот Георгиевски додаде дека го решаваат и проблемот со водоснабдувањето. Во Рашта ќе биде продолжена изградба на останатите 4 километри водоводна мрежа во долната зона. Додека во Булашини ќе биде извршено целосна замена на водоводната мрежа во должина уште само на 1000 метри должина. Со тоа ќе допринесеме за комплетно решавање на водоснабдувањето во населеното место Булашини. Страшници и Брњарци ќе добијат исто така нов водоводен систем. Чиста вода, како и водомери до секое домаќинство, за да се надминат проблемите од минатото за рестрикции, но и злоупотреба од нерационално трошење на водата. Газибаба ќе биде почиста и позелена општина. Чисти канали, зелени паркови, игралишта, улици и јавни површини, се она што заедно ќе го направиме и ќе бидеме горди за тоа. Тоа мора да го направиме за нашите деца. Георгиевски додаде започнато е чистење и на дивите депонии. Од следната недела најави голема акција за чистење на депониите заедно со градот Скопје на 8 локации. Директорот на јавното комунално предпријатие Газибаба Владко Митовски потенцираше дека лошата организираност и слабата опременост биле голем проблем за тоа што предпријатието не ги извршувало редовно задачите досега. Митовски нагласи дека заедно со градоначалникот започнуваат процес за набавка на нова опрема за комуналното предпријатие, како би можело ефикасно да се извршуваат сите работни обврски. Набавени се 3 нови рачни коселки, 3 нови тримери и едно тракторче за косење на тревата, со кои зелените површини навремено ќе бидат средени. Во постапка е и набавка на униформа на работниците, како и набавка на еден багер, еден камион кипер и еден камион со дигалка, односно корпа. Со оваа механизација, комуналното предпријатие ќе може сами да ги одржува каналите, да ги чисти локациите каде што има депони, како и побрзо да реагираме во однос на дрвата кои претставуваат животна опасност за жителите на општина Газибаба. Митовски додаде дека во рамките на ЈКП постои работилница за изработка на урбана опрема, корпи за отпадоци, клупи, мали фонтани, летниковци. Истата е опремена со нов алат за работа, а урбаната опрема ја поставуваат на целата територија од општината. Исто така Митовски најави од понеделник ќе биде активна телефонска линија на која граѓаните ќе можат преку Viber да пријавуваат било каков отпад со слика и точна локација.